малку повеќе да бидеме во тишина и сами со себе си, а малку побалку со нашите мобилни телефони да се сликаме себе си или да гледаме што прават другите. Четврток е всушност она што папата го кажа завчера, Милче го кажа пред 4 години, бидејќи тој документарен кој е фикција, не е вистински документарен на ниво на реалност, туку е смислен од Милче, сценаристички, токму таа идеја ни ја покажува. Една главната личност во тој документарен филм гледа што се случува во Кина или некаде далеку, со помош на новите технологии на нивите и загледана во својот мобилен телефон гледа како еден човек е изгазен од камион, а се шокира од сето тоа да на крајот да не го види едно детенце во кутија што е до неа во стварност. Всушност, како кој прочитав оваа изјава на Францис си помисли веднаш на филмот на Милчо, може би затоа што последните недели малку. Моите со Милчо се занимават некој, но не би помисли. А сношти па гледајќи што се случува во Париз и Нотр-Дам, како гори, во живо кога го гледав, но детнаш оваа релација реалност, фикција, стварност, детнаш станува толку чудна, како кога гледат на кулите, кога гореа, во живо кога гледат на кулите, физички како гореа. Она што за потем филозофите тоа да го толкуваат како видливо, премногу видливо или некаква транспарентност на злото, што ни е достапно во секој момент да комуницираме со неа. Тоа мешање на вистината и приказната, во случајот со кулите, интересно, од како паднале кулите, нели целиот државниот апарат во Америка се ангажира да спречи тоа да се повтори. И една од работите што ги прават е канат еден куп холивудски продуценти и сценаристи, режисери, главно продуценти, да им дадат сценарија на тоа што би можело да се направи следното. Што би можело некој во стварност да направи, а што не може да го замислили или го планираат за филм или си вика, а замисли ова да се случи. Нема ли за Нотр-Дам таква сценарија? Оти пред затворот на ЮСЕ им приколат со Канада, зашто да не гасните пожар, вика, ма 600 ние водата, те не среби поголема ще. Инаку во четврток е интересна играта, те многу кратко, случај 90 секунди, документарниот дел во тоа филмче, оно што го гледаме во кино е вистински документарен. Значи не е инсценирано. Околу него е изградена. Околу него е изградена. Фикшн. Господин Манчевски, јас сум Владимир Најдовски, аматер филмаджија и голем љубител на вашите дела. Ме интересира дека во последно време искочија доста филмови за филмови, некои мета филмови. И ме интересира што вие мислите зошто е тоа така, зошто имаме потреба од пробивање на четвртиот зид или некоја поголема потреба од реалистичност? Па не знам право да ви кажам за другите автори. Не знам од каде тоа доаѓа. Понекогаш има некој зајдгест кој се погодува и луѓе дури и да не гледаат едни од други, во исто време им доаѓаат слични идеи. Тоа е многу интересно. Го имам забележано барем на два пати, еднаш со некој полски една представа и еден експериментален филм и после тоа уште еднаш. А има и тоа дека еден ќе ја покрене темата, па други луѓе имаат нешто повеќе да кажат или сметаат дека имаат нешто повеќе да кажат. Во принцип не би знаел зашто е така, ама мислам дека фактот дека сите снимаме и сите сме свесни дека сите снимаме, не наведува да почнеме да размислуваме и веќе не е некоја голема филозофија човек структуралистички да размислува. Тоа веќе станува едно општо место. Предпоставам дека тоа е една од причините. Горе, морамо да...
Пуштено е? Да, пуштено. Ја конкретно да се осватам конкретно на овој филм, значи не генерално на филмска уметност. Што сум следал ваши текстови, теоретски така поетистички, баш околу полудокументаристика и некои луѓе у самата монографија, кај што вие имате имейлови, дека ви замерувале, имало филмска грешка, пошто имало, нели, монографија, имате дека имало микрофон ставен, она, и тоа ви одамна као стил. Практично и овој филм е као капак, мислам, крајна линија од тоа и представува. И зашто на крај практично филмот завршија конкретно со богомолката, со кога и јако самата главна глумица објасна за дека нели богомолката е символ за од различни цивилизации, али генерално кој се богомолката е најголем предатор и ги убива своите партнери со кои што се дали е тоа случајно и зашто практично као награда на крајот некако не е имене филмот документ, полудокументаристички елемент, така некако, квази, не знае. Тоа не беше прашање. Па, богомолката има во разни цивилизации има различни значења. Во живиот свет го има и тоа значење кое го кажавте дека често го јаде партнерот. Во случајов јас појдов од следниот концепт. И точно памтам како тоа ми беше замисла од една реченица за некој следен филм. Што ако гледам документарец и одеднаш сватам дека во него се случува нешто фантастично, што значи дека не може да е документарец. Значи или треба да почнам да верувам во тоа нешто фантастично, или авторот ми излажа. И за мене како гледач и едното и другото се возбудливи моменти. Сега, јасно е дека ова не е вистински документарец. Мислам, уште пред да влезе човек, нели, ќе прочита кој глуми во него и не е документарец. Меѓутоа формата остана иста. Значи, идејата беше овој квази документарен или псевдодокументарен филм, кој ја преиспитува документарната фактура, односно пристап документарен, и тоа ја преиспитува на повеќе нива. Например, ние имавме сцени, моменти, наративни кои фалат, кои во игран филм би ги напишал и би ги снимал. Например, моментот кога по прв пат Ешли ја добиваат. Тоа ние го немаме затоа што во документарни филмови често не си присутен таму, едноставно го снимаш она што можеш да го снимиш, има работи кои не си ги снимаш. Понатаму имаше работата на камерата е синема верите документаристички, затоа е многу прљава и затоа го брка предметот кој сака да го сними. Затоа немаме филмска музика, односно музика има само кога доаѓа од некој постоечки извор, од радио, од некој уличен свирач, од парадата на крај и слично. Значи, цело време така го водиме филмот и на крај го имаме ова изненадување, ова превратување, кое во мојата глава беше изненадување кое би ме задоволило како гледач. Има луѓе на кои им се допаѓа, има луѓе на кои не им се допаѓа. Во исто време, рационалното објаснување, не мета, во самиот филм е следно. Ние од тој момент го гледаме тоа што Бикини го мисли. Значи, ние влегуваме практично во низината глава. До тогаш филмот го работеше Тревор, кој нема некоја патија за неја, напротив ја злоупотребува, а овде на крајот веќе го работи Кришна. И Кришна е тој кој има способност да ја прифати, да ја разбере, да ја засака малку повеќе и поради тоа што се случува во незината глава, му станува нему, а со тоа и нам видливо. Значи, тоа беше размислување. И со вашиот лик на мајката, буквално се каде Да, тоа е мал приватен вид, кој што го има во секој филм се појавува, ама не на живо, него на фотографија.
Додека некој не се пријави, има Валентина. Да се кад искористим. Добар ден, мене ми е чест да поставам прашање во однос на трите аспекти на диалогот, како што кажавте, помеѓу вас и филмот и нас како гледачи. Првенствено ми остави впечаток како докторант во 6-ти семестар по безбедност, приказот на една жена што пати од посттравматски стрес, PTSD, ветеран од Ирак, нејзината огромна желба да се соедини со ќерка и како на трето место снимателот, значи лицата кои што го правеа филмот и кои што некако се инволвираа со своите животи, птени ли се измешаа животите со животот на Бикини, на крај дури не се земаа за да ја добијат Ешли. Ме интересира што е централниот момент во диалогот, дали ветеранот од војната, дали мајчинската љубов и нејзината јачина или односот на филмаджиите, да речеме, со тој интензивен, можеби, однос со материјата која што ја работат, бидејќи нели сите кои што се внесуваат во работата некако со делот себе влегуваат во тоа, па иде така една размисла. Па, не знам, конкретно да ви одговорам, јас мислам дека сите три имаат улога, сите три се важни и филмот би бил сиромашен кога би била само една од тие теми, од тие моменти. На почетокот имам концепт, во случајов е тој концепт, што ако гледам документарец и одеднаш ќе испадне дека е документарец за змеју. Значи за нешто што не може да се случи. После тој концепт или после тоа прво чувство на исчекување, например, во случајот на предождот или чувство на нелагодност и страв во сенки, например, доаѓа приказната. И приказната е, мене ми е многу лесно и многу убаво и многу забавно да раскажам приказни. И си играме со приказната и овие моменти кои ги навалувате, всушност се појавуваат во таа фаза. Значи, што ако ликот кој Ана ме праша преска за односот меѓу ликот и концептот. Овој концепт на лажен документарец многу убаво се отсликува преку човек кој има такви ментални проблеми. Кој и самиот не знае што му е вистина, што не му е. И тие две работи многу убаво се поклопуваат и после го возат понатаму. Значи, има наративни моменти кои произлегуваат од концептот, ама потоа го преземаат филмот и потоа филмот е веќе приказната. И кој ќе дојде до реализација приказната плюс сите други животни моменти кои се случуваат додека го пишуваш, додека правиш проби со глумците, пошто тогаш го оживуваш, тогаш гледаш делови од диалогот што не држат, тогаш додаваш работи за да објаснат и во снимањето и во монтажа. Чо? Поздрав, да те подсетам пред 10 години на часкање на семиотика, да се кажеш? Да, Значи, уште едно добре. така е, моја грешка. Значи, јас свесен сум дека ќе те шетаме од тема на тема. Каква е ситуацијата? Јас би отворил една кратка расправа и твој мислење и еден мој сомнеш, дека всушност филмот како медиум е во криза, или барем во предстоечка криза. И се обидувам да си дадам објаснување зошто е тоа. Се сеќаваш, ние бевме фасцинирани од диапозитив. Бевме фасцинирани од диафилмови. Јас од Русија со таму имаше приказки на диафилм. Значи, самиот медиум ме фасцинираше, поради неговата реалитетност, тешка достапност. Се сеќаваш од средства ќе дојдат филмови, тепање по карта, така. Значи, за нас беше самиот медиум сам по себе фасцинација, а камо ли уште кога е гениален филм. Денес мислам дека таа лесна достапност на филмот, дома да го имаш, во ВЦ да го имаш, кај сакаш да го имаш, сам по себе ја намалува коефициентот на фасцинација од
самиот формат. Да, самата возбуда е веројатно поина. Па во таа смисла, сега, дали мислиш дека навистина може би веќе има пофасцинантен медиум, кој на некој начин му конкурира? Јас не знам кој е, но може би има, може би не сме свесни дека постои таков нов формат. Прво треба да се договориме што е филм. Дали е филм само филм е 2 сати или филм е и клипче на YouTube? Добро, вака нека биде екран, како да кажам, платно со подвижни слики. Добро, во тој случај, денес многу, што не знам дали значи дека фасцинацијата е поголема, но во секој случај времето што било кој поединец или еден просечен, како сакаш, било кој поединец го поминува со тој екран, е многу поголемо од што пред 30 или 50 години. Може да има инфлација на емоција. Па, можна е, не знам. Ја, уствари, мене помалку ме интересира сликовност на филмот, а повеќе ме интересира наративност. И го гледам тоа како уште еден медиум во кој се раскажуваат приказни. Пред тоа, значи, дали пред тоа бил тоа театарот, после тоа станува телевизијата, приказни има секакви митови, легенди, драч, вицови, историја, се е тоа раскажување приказни. И многу ми е поинтересна потребата наша човечка да чуеме и да раскажеме приказни. И една од тие пермутации само е правењето на филм. А филм со тоа дека е проектиран, дека се подвижни слики, не знам, не го размислувам толку многу, не ми значи толку многу. Повеќе ми значи овој момент или на нарација, на приказна или на концепт. Ова го гледам само као начин на кој се раскажува. Да се вратам на твоето основно размислување, не знам, можно е да има инфлација поради тоа помала возбуда, ама не знам и како би го измерили. Знам дека порано многу повеќе ми трае филмовите во душата. Значи, гледам филм, без разлика колку е добар, просто си лош, да речем, кога ќе излезат неколку часот, требаше да се свестам, па следниот ден го помнев, па не знам, уште ги преразкажуваме филмовите, се сеќаваш? Да. Сега тоа чувство на најдобриот филм, не треба. Лично од себе треба. Па би се сложил, да? Инаку, чисто for the record, студирав една година историја на уметност тука, со Никос и на еден колоквиум препишував. Да не бе зашто да станеше преписување. Еве пред колешката да го постави прашањето, предпоставувам неговите студенти во Америка, дека на универзитетот, ти си професор историја? Да, State University на Сали. Brooklyn College при Сали. да, при State University of New York. На Brooklyn College, пред тоа бев на New York University. Таму исто така не им дозволуват да препишуваат или не дозволуват? Па нема шанса да препишуваат, затоа што оценката во суштина е вежбите и филмот што ги работат. Ја мислам, уопште не ме интересира. Препишуваат на ниво на цитат од некои други автори, па цитати да внесуваат во своите. Ако држи процедури, цитат, апсолутно. Ти имаш цитати некаде во филмовите. Да. Цитираш во таа смисла, јас мислам, не ова препишување на тетрадки. Треба да се знае како се Имено. Се извинува малку. Не, дали препишаното е дел од поголемо, поинтересно дело. На тоа мислете, да. Инаку, Како велете? студентиве се, предавам на постдипломци по режија и од првиот час им кажувам дека верувам дека режија е како свирење клавир или свирење виолина, practice. Што значи дека цело време ние разговараме нон-стоп, ама не ми е важно што имаат да кажат. Важно ми е само што имаат да кажат на платно. И затоа они имаат филмови на крај на семестар, а во меѓувреме секоја недела имаат по едно мало хаику, една мала
вежба, едно мало филмче од 2 минути што треба да го смислат, снимат и измонтират, што е прилично напорно. Ама на крај е баш онака се изградил режисерски вкус. Повели. Добар ден, исто така сакам да ви кажам дека ми е голема чест и благодарам што дојдовте време да присуствувате. Моето прашање е дали сметате дека насоката во која што се движи денешниот филм и општо мислам насоката во која што почнуваат да режираат сите млади режисери е вистинското она кое што било првична цел на по-старите режисери, затоа што е груба класификација да направам помеѓу холивудските филмови и европскиот филм. Има голема разлика. И јас допред скоро време не бев запознаена со филмови кои што има поинаква цел од ентертеймент, што би рекле во Холивуд. Значи, прашањето конкретно ми е која е целта што вие мислите дека филмот треба да изслужи? Која е целта на правење на било кој филм? Ја цело време се прашувам. Ама се прашувам затоа што не сакам да бидам frivolous about it. Сакам да му оттадам почитување на тоа прашање и убаво да го размислам. Мислам, филмовите што ги гледам и што ги правам, сакам да бидат и забавни. Ама тоа во никој случај не е најважно. Практично е да заработат некои пари, затоа што некој инвестирал и треба да му се вратат тие пари, ама тоа е, мене ми е далеко од најважната работа. Што останува? Останува да правиш уметност. Што е уметност? Да правиш нешто што му е убаво додека го создава на авторот, а додека го гледа на гледачот. И не само убаво као гледам слики од мали мачиња и многу се сладки, многу се симпатични, туку тоа никој што го кажа ми останува нешто во мене. Останува нешто во мене кое е предизвикано од автор, од друг човек. Значи не е убав залез на сонце, затоа што залезот на сонце е секогаш убав, или најчесто убав, туку човечкиот дух на дело. Значи, што он смислил и што преточил во овие 2 сати. И сега тоа веројатно би го крстиле уметност. И потребата, значењето е, значи, не да ми прати порака, туку да ми прати порака на некој по-абстрактно ниво, да ме натера да размислувам за тоа, не знам, што е љубов, што е болка, што е загуба, дали вреди жртва или не вреди жртва. Еден куп такви прашања кои ќе бидат направени така што, гледајќи ги, веројатно, тоа е една од атракциите на филмот, ние ќе ги доживуваме, значи како нас да ни се случуваат. Затоа што факт е дека ние се соживуваме во известен степен со тоа што го гледаме. Не сме гледачи од надвор. Значи, ако се задоволат тие потреби, тие критериуми, тоа би била причината поради која би се бавил со правени филми. Инаку, ако се споредат европски филм со холивудски филм, особено холивудски филм денеска, различна е причината. Имаат исто изгледат, исто се снимени со камера, со објективи, траат по 2 сати, имаат шпица, ама се 2 сосема различни работи. Значи, сосема различни животи. Нечесто ми се случува, ќе гледам некој холивудски филм, не сите, има секаде, неки да генерализирам, но ќе гледам, ќе излезам и после сакам да се истуширам, сакам да видам добар филм за вечерта да ми заврши на убава нота. Мислам, нема оправдување за филм без душа, затоа што филм може да биде комерцијален и да има душа. Има еден куп такви филмови и европски, и азијски, и особено амерички, особено холивудската продукција во 70 има направена еден куп такви филмови.
прашање со однесла врска со конфликтот на идентитетот во однос на главниот лик на филмот. Сакам да ве прашам колку било за вам тешко да се изведе таа црта на поделба на карактерот на идентитетот во однос на колку би можела да поделам стариот идентитет и новиот идентитет. Што подразбирате под стариот и новиот? Па, доколку незината личност се менува во однос на иницијативата на луѓето кои помага, би можела да го карактеризирам како некој нов идентитет или некој... Мислите на бикини во случајот? Да, на бикини. Колку било тоа тешко да се изведе во однос на таа проблематика на идентитет. Тоа беше една од потешките работи во филмов. И го работевме со тоа што го раздробивме на парчиња и прво во пишувањето, потоа во ресерчот, кој во тој случај идеше паралелно со пишувањето, гледавме што би се случувало, како ваков човек, како бикини, со тие нејзини ментални проблеми, со тие работи кои се случуваат, би се однесувало во оваа сцена или во оваа сцена или во оваа, кога она би паднала, кога би станала по-социјална, повеќе би се вклопила, што се случува исто кога она ги зима лекарството, кога престанува да ги зима лекарството. Значи целото тоа ни беше мапирано во сценариото, потоа во пробите со Кондола, и потоа Кондола сама работеше, она се среќаваше со луѓе кои можеа да ја дадат таков фидбек. Така да тоа беше како еден костур на незиното однесување. И ако не секогаш е објаснето зашто она така постапува, ама тоа си имаше своји убаво развиени, разработени причини. Колку беше тешко, па секој филм е тежок. Ова беше еден од поголемите предизвици во работење на лик. Ама од друга страна па беше и многу убаво, многу богато. Мене ми беа поинтересни предизвиците кои се помалку видливи, по-суптилни. Например, ликот на Кейт, која е цело време така фина, таа сака добро да направи, еден проповедник, една мис Стоун, која на крај испаѓа дека е страшен јузер и манипулатор. И не знам, таа етичка димензија кај тебе е многу важна. И не само етичката димензија, да се вклучам и јас во разговорот, имам чувство дека кога ги гледаме твоите филмови, постојано има една позитивна нишка на која што инсистираш, една хуманистичка нишка, кога ги разоткриваш ликовите во твоите филмови, кои навидом можат да бидат добри, кога ќе ви ја покажеш лошата страна, но секој пат на крајот даваш некаква надеж. Па дури и фантазмогорично, нека биде и богомолката надеж, да влеземе во тој свет, да го сватиме што се случува. ето, она е среќна во тој момент. Точно, именно да ја видиме таа среќа, како што е среќна насмевката од крајот на времето, како што од низа твои филмови, љубовта е многу важна, читам дека новиот филм исто така е посветен на љубовта во различни времења. Така што, еве, ако дозволуваш уште едно прашање да поставам, многу тешко е денес да се пишува за љубовта. Зборувам сега за сите уметности, и во поезијата, и во сликарството, да се слика љубовта. Во филмот исто така е многу тешко да се представи љубовта. Умберто Еко велеше денес мора да одберете стратегии како некому да му кажете те љубам. Па ќе речете, како што вели Барбара Картман по незините викенд романчиња те сакам, така и јас ти велам те сакам. Во непосредната комуникација. Значи мора мета ниво да има за да може да се кажат некој нешто што порано наедноставно се кажува. Ти исто така го одбираш тој мета рамниште за да искажеш една твоја визија која што крајно по мене хуманистичка и етичка. И мислам дека таа компонента од твоите филмови и од овие 5, претпоставам и 6 со нетрпение го